Ви благодарам, председателке. Морам да информирам јавноста дека продолжува изборот на послушници за кандидати за уставни суди. Продолжува кастингот на Зоран Заев, на луѓе кои што одработиле во минатото и за жал ние како опозиција во ова собрание и покрај тоа што правиме се што е во нашата моќ и користиме сите демократски алатки, ние не успеваме да ги убедиме барем нашите колеги од мнозинството дека навистина имаме голем проблем со ваквиот начин на избор на уставни суди, односно на кандидати за уставни суди, и дека овој начин на избор на уставни суди и на кандидати за уставни суди ќе нанесе огромна, непроценлива штета на уставниот поредок на државата и на надлежноста на Уставниот суд, затоа што Уставниот суд навистина прераснува во општинска партиска организација на Социјалдемократскиот сојуз, во кој што се избираат само луѓе кои што се подобни, кои што одработиле нешто за Зоран Заев, за врхушката на власт, кои што испорачале резултати како што се нарачани обвиненија, пресуди и така натаму. И сега овие суди, овие обвинители, кои што на еден начин биле слепи послушници на наредбите на Зоран Заев, на аболицираниот криминалец, тие гледаме дека денеска без проблем поминуваат низ оваа комисија која што треба да биде последниот филтер за да еден кандидат влезе во Уставниот суд. И да, денеска мнозинството на пратеници во ова собрание одлучи да гласа против, односно да не го изгласа предлогот доктор Тодор Никола Витларов, кој што има 40 години работа во обвинителството, кој што ги поминал сите етапи во правосудниот систем и дал особен придонес во развојот на обвинителството, на судовите, на правосудниот систем во државата, само затоа што е предлог на опозицијата, денеска не доби поддршка и не беше изгласан од ова мнозинство. Па зарем не е доволно човек кој што уште од 1982 година работел како стручен соработник во тогашното окружно јавно обвинителство во Штип, значи пред 40 години. Понатаму во 1984 година бил именуван за заменик на основен јавен обвинител во Штип, која што функција извршувал до 1997 година. Понатаму во 1997 година реизбран повторно во 2003 и ја извршува истата функција се до 2008 година. Во 2008 година избран за член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, од редот на јавни обвинители, замислете од оној критичен дел кој што го избираат колегите, кој што може би и најдемократскиот начин за избор на јавни обвинители. Понатаму во 2013 година виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Штип, 1900 се изменувам, понатаму да се продолжува да врши високи функции во обвинителството. Човек кој што има извонредно искуство, па дури меѓународно, на листата на ОПСЕ на домашни експерти се наоѓа почитуваниот Тодор Витларов од областа на казнено право, учествува во изготвување на анализи, држи едукации, посебно од областа на материјално и процесно казнено право. Понатаму, овој човек исто така има објавено десеттици книги и стручни трудови, точно од областа која што е многу важна и која што покрива на еден начин и Уставниот суд, и човек кој што
ќе може да даде додадена вредност на работата на Уставниот суд, но сепак само затоа што е предлог на опозицијата, почитуваниот професор Тодор Витларов не ја доби поддршката на мнозинството, но токму затоа од другата страна Татјана Васич Бозаджиева, чија што компетентност се доведува во прашање, затоа што нема ниту една минутка стаж во работата од областа на правосудството, односно обвинителството и судовите, која што единствено што работи е по административните канцеларии во Министерството за здравство, финансии, правда и така натаму, и само затоа што е лична и блиска пријателка со поранешниот министер за здравство Венко Филипче, со поранешната министерка за правда Десковска и со аболицираниот Зоран Заев, Татјана Васич мора да биде избрана што е можно побрзо и итно за уставен судија. Ете, почитувана јавност, ние денеска разговараме за ваков избор, а во ист период државата, односно граѓаните ги живеат најлошите денови, години, месеци, се соочуваат со огромна криза, сиромаштија, се прашуваат како ќе го поминат денот, а не месецот. И ова собрание, наместо да ја врши основната своја должност, а тоа е да биде продолжена рака на народот, на граѓаните кои што ни ја даваат поддршката за да им возвратиме со помош, ние се занимаваме со избор на кандидати, на лица чија што компетентно се доведува во прашање, кои што во најмала рака не ги исполнуваат условите на истакна правник и кои што испорачале нешто за власта и сега треба да бидат уставни судии со мандатот 9 години. Значи 9 години удобна позиција, 9 години уставните судии, како уставен судија ќе има можност да одлучува за судбината на сите нас, за судбината на законите, за судбината на уставот. Значи во време кога ни е силно нападнат уставниот поредок и уставот на Република Македонија, ние имаме личности кои што немаат, што би рекле нашите комши, благе везе, ниту од уставно право, нити пак од заштита на уставен поредок. И цело време тоа го повторуваме во оваа сала, Борис Трајковски, на оваа комисија, дека е особено важно да се изберат докажани професионални личности кои што ќе бидат чувари на уставниот поредок, а не личности кои што се чувари на политиките на една, две, три или повеќе партии. Едно е јасно, и она што сите го заклучивме, барем опозицијата, затоа што на вас од мнозинството најверојатно и не ве засега и вие удобно таму кај што сте, дека ваквиот начин на избор на уставни судии не е добар, дека ваквиот начин на избор на уставни судии нема да донесе ништо добро за Уставниот суд, кој што представува круна на судовите и предизвик за секој еден истакнат правник. За жал се девастира улогата на Уставниот суд, се дерогира неговата функција и наместо граѓаните да имаат на еден начин да бидат мирни дека постои некој кој што ги заштитува конечно и на крај, затоа што Уставниот суд е орган кој што е надворот од судовите, сега веќе и немаат доверба, ќе немаат доверба и во Уставниот суд, кој што знаеме дека го води исто така докажан послушник на Зоран Заев. И она што го баравме исто како пратеници од опозицијата и моите колеги секојдневно на оваа комисија апелира е да се овозможи кандидатите за уставни судии да бидат присутни тука пред нас. И ако некој каже дека практиката била поразлична,
и дека во минатото немало, не знам, пракса да доаѓаат кандидатите за уставни судии тука пред нас. Па вие, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, заедно со така наречените шарени револуционери, додека ја фарбавте фасадата на Министерството за правда, извекувавте нема правда, нема мир, требаше да отидете чекор понатаму и да докажете дека сте транспарентни и демократични во работењето и дека ќе ни овозможите на сите нас, ако ништо друго, ако не во најмала рака и не нас, туку јавноста, да се запознае одблиску со предлогот на кандидати за уставни судии. И друго е кога почитуваните кандидати за уставни судии ќе седнат тука пред нас и ние сите ќе имаме можност да ги видиме и слушнеме, но исто така ќе има можност и јавноста, затоа што овие седници се јавни и одат во живо, ќе можеа да си донесат одлука и граѓаните дека еве мнозинството навистина постапува согласно интересите на својот народ, дека не избира партиски послушници, затоа што можеби Татјана Васич, кандидатката која што помина за уставен судија, ќе се истакнеше тука со своето познавање од областа на правото, на работата во судовите, во обвинителствата и можеби ќе го засенеше почитуваниот професор Тодор Витларов, па ние сите тука ќе се помислевме и можеби ќе донесеме одлука да ја поддржиме Татјана Васич. Но факт е дека оваа влада и покрај тоа, оваа власт, ова мнозинство и покрај тоа што се залага, односно зборува за транспарентност, зборува за владење на право, зборува за правна држава, зборува за чекорење кон Европската Унија, едноставно факт е дека нити се залага за право, нити се залага за правна држава, нити пак чекори кон Европската Унија, а она што е главна одлука на ова мнозинство е тоа што бега од јавноста, бега од соочување со јавноста, бега од соочување со пратениците, мудро или пак можеби и не е мудро, затоа што и последните избори кои што се случија во Тетово докажаа дека народот знае да казни, каде што и Демократската Унија за интеграција и Социјалдемократскиот сојуз беа поразени. Значи тенденцијата на порази стои, тука е, но вие сте одлучиле да стоите така удобно, мирно, тивко, да не се спротиставите на аргументите. И зошто? Затоа што Зоран Заев, аболицираниот криминалец, одлучил некој да биде уставен судија. Епа не е добро, колеги, и сметам дека во најмала рака требаше да излезете и да кажете збор два за вашите кандидати кои што заслужиле, најверојатно според тоа што вие сте застанале позади нив, да бидат тука образложени, одбранети или не знам, афирмирани во јавноста, затоа што Татјана Васич е тотален анонимус. Еве, јас разговарав со еден почитуван судија од Тетово и слушнал човекот на вести дека се разговара за господјата, ми кажа дека ниту ја познава, нити слушнал, праша во кој суд работи, во кој обвинителство, каде имала пракса, му објаснив на човекот, вика најверојатно сум за предпензија, па не сум толку информиран, но чим дошло време вакви луѓе да стануваат уставни судии, добро е што заминувам во пензија, затоа што ниту еден судија не би сакал да гледа додека се руши судството во Република Македонија. Денеска, покрај другото, зборуваме и за друг кандидат кој што е денеска на дневен ред. Се работи за Бранко Секуловски, кој што е од Гостивар. Од 1975 година работил како приправник во Општинскиот суд во Гостивар. Го положува правосудниот испит во почетокот на 1976 година. Понатаму работи како судија, значи од 27.10.1977 година па до 1.9.2014 година работи како судија во Основниот суд во Гостивар.
Понатаму временскиот период од 31.1.2001 година до 31.1.2005 година е председател на Основниот суд во Гостивар, понатаму професор на универзитет, на катедра Казнено право, во 2 мандати член на управен одбор на Сдруженијето на судии на Република Македонија, што можам да кажам, иако лично не го познавам, коректна биографија, коректно минато, за да може да се квалификува како истакнат правник. И повторно ќе кажам, ќе беше подруго, поразлично, да имавме можност, еве и почитуваниот Бранко Секуловски да биде тука денеска со нас, да ни образложи прво дали е мотивиран, дали е доволно мотивиран, дали има познавање, дали какви се неговите планови на крајот на краиштата за тоа како треба да се движи во иднина Уставниот суд, затоа што уставните суди, нели, се независни во своето работење, имаат потполна автономија во одлучување. Но јас пак ќе се навратам на изборот на уставни суди. Не е добар начинот на избор. Значи, за јавноста да биде појасно, 5 судии се предлагаат од мнозинството. Значи, со должна почит, тоа се 5 судии послушници на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Понатаму, 2 кандидати се предлагаат од председателот на Република Македонија Стево Пендаровски, кој што самиот изјави дека е 102,3, не знам како беше тоа во проценти, ист како Зоран Заев. Значи имаме 5 од Зоран Заев, плюс 2 од Зоран Заев, 7 од Зоран Заев, и уште 2 од Републичкиот судски совет, кој што е продолжена рака на власта и кој што знаеме како работи, во најмала рака нетранспарентно. И сега ние треба да имаме доверба тука и граѓаните на Република Македонија дека тука се бираат судии кои што ќе го штитат уставниот поредок на државата, кои што ќе одлучуваат за законитоста на законите кои што се носат во ова собрание, а кои што ќе бидат обжалени со иницијативи пред Уставниот суд, и дека тие иницијативи ќе бидат прифатени, дека законите кои што ќе бидат на штета на Уставот и на граѓаните на Република Македонија ќе бидат прифатени, односно законите ќе бидат поништени. Значи, се отвара можност лоши закони, штетни закони, закони кои што ќе бидат поднесени од еден или од друг центар на влијание, да поминуваат низ ова собрание преку ова мнозинство, затоа што знаеме кој го има мнозинството во ова собрание. И истите овие закони, кога ќе стигнат сега по иницијатива на некој граѓанин за оценка на законитоста во Уставниот суд, ги пречекуваат овие кои што ги избрале од страна, кои што се избрани од страна на мнозинството, од страна на председателот и на Републичкиот судски совет, доаѓаат кај послушниците кои што претходно изработиле како во своето минато како советници на министри, од работа по кабинети и така натаму, истите овие сега ќе треба да одлучуваат за уставност на законите. Значи, навистина ќе се соочиме со една голема криза во работењето на Уставниот суд. Граѓаните и онака ја имаат изгубено довербата во судовите и сметам дека ваквото тенденциозно избирање на нови кандидати нема да донесе ништо добро за државата. И, како што кажав, кога се работи, кога се зборува за довербата, таа е на ниско ниво, на катастрофално ниско ниво во судовите. Тоа кажуваат нашите пријатели амбасадори, досегашната амбасадорка на Соединетите Американски држави, истакна дека граѓаните на Република Македонија само во 8% имаат се согласуваат дека судовите работат независно. Холандскиот амбасадор исто така кажа дека имаме големи проблеми во работата на судовите и обвинителствата. И Министерството за внатрешни работи знаеме како функционира под раководство на сегашниот министер, кој што
издавал пасоши на белосветски криминалци за кои што вчера беше обзнанена една вест дека еден апсолутен водач на мафијашки клан кој што беше убиен во Истанбул во пресметка помеѓу кланови, имал македонски пасош од Драчево. Значи, човекот мафијашот добил пасош од Драчево, иако е странски државјанин, докажан криминалец, истиот бил осуден на 15 месеци затвор од страна на судот во Србија, ако не се лажам, за поседување на фалсификувана исправа македонски пасош издадена директно од Оливер Спасовски. Сега, ако судот знаеме како одлучи по овие случаи и знаеме кој одговараше, кој седна на обвинителна клупа, а кој не седна, министерот за внатрешни работи, заради тоа граѓаните ниту имаат доверба, ниту пак ќе ја вратат довербата во судството и обвинителството, и за жал продолжува и понатаму правосудството да работи по нарачка. И вчера не можеме да не споменам она што се случуваше, беше од една страна празникот, денот на независноста на Република Македонија, и сакам да ја искористам приликата да им честитам на сите граѓани, но од друга страна измина и една година од пожарот кој што се случи во модуларната болница во Тетово, во кој пожар, во која катастрофално го загубија животот 14 пациенти. И денеска, една година после тој настан, иако сите очи беа вперени во судовите, и кога цела јавност очекуваше да започне судењето, да заврши истрагата која што траеше една година, ние повторно се сомневаме дека власта, одредени центри на моќ ги имаат замешано рацете во оваа постапка, и гледаме дека повторно наместо оние најодговорните, наместо оние кои што досега веќе требаше да бидат осудени од страна на судот, повторно ги нема на обвинителна клупа, тие повторно не одговараат, тие си живеат удобно во удобствата кои што ги создадоја како функционери на власта, затоа што сите се поранешни од нив, и поранешниот премиер, и поранешниот министер за здравство, и поранешниот вице-премиер во владата, тие сите се уживаат, а овие другите сега се влечат по судови, а дел од нив, кои што животот го дадоја во овие 2 години за заштита на здравјето на пациентите, и деноноќно беа на располагање за пациентите. Тогаш ајде да ги судиме сите доктори, да ги судиме сите медицински сестри, да го судиме целиот персонал кој што живот даваше за да спаси живот повеќе и да некој полесно да ја преброди болест. И токму затоа го зборувам и ова. Ние кога имаме можност да ја вратиме довербата во системот, да ја вратиме довербата во судовите како законодавен дом, и кога разговараме за предлози како што се денешните предлози за уставни суди, ние, односно народот добива ладна шлаканица дека колегите од мнозинството не излегуваат во пресред на она што се вика квалитет, она што се вика истакнати правници кои што имаат долго минато во системот, кои што работели и како суди и обвинители, кои што имаше шанса да бидат и ќе имате уште шанса да ги изберете во наредниот период и во наредниве месеци, а вие не ги избирате нив, туку избирате слепи послушници, партијски послушници кои што ниту имаат биографија, ниту имаат квалитети, ниту исполнуваат услови,
а единствен услов кој што го исполнуваат е тоа што биле во одреден период од својата кариера на одредена позиција и испорачале она што го побарал Зоран Заев и врхушката околу него кој што го побарал од нив. И токму затоа и ние ја губиме довербата исто како законодавен дом тука во државата, затоа што сите очи се перени во нас, како што кажав, сите од нас очекуваат закони, акти, предлози со кои што ќе се подобри, односно ќе се спасат граѓаните од сиромаштија, дека ќе се понудат мерки, методи за спас на реалниот сектор. Ние тука разговараме со денови за Татјана Васич Бозаджиева да биде уставен судија, а не разговараме за реалните проблеми со кои што се соочуваат нашите граѓани. Сметам дека крајно се злоупотребува терминот истакнат правник и од она што го читав и од стручната литература, можам да кажам дека поимот истакнат правник навистина представува можност за злоупотреба на системот, затоа што според Уставот во член 109 став 4 се пропишува дека судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници, тоа да, тоа е така, но ниту Уставот, ниту пак било кој друг закон не го дефинира поимот истакнат правник, што подоцна представува основа за злоупотреби. Едноставно, ние немаме тука мерливи критериуми, мерливи методи за тоа да одлучиме кој правник е истакнат, а кој правник не е истакнат, па затоа сите со нашето скромно познавање од областа на правото работиме по предлогот на биографии на кандидати. Но она што е видливо и што е мерливо, а тоа се биографиите на кандидатите, и кога ќе споредите луѓе кои што 40 години работеле во судот и обвинителството и луѓе кои што немаат ниту една минутка работен стаж во судовите, тогаш знаете дека едниот е навистина истакнат правник, а за другиот може да се каже дека е правник или пак истакнат правник во своето работење, како што е случајот со Татјана Васич во областа, не знам, на јавни набавки, на администрација и така натаму, и така натаму. И токму затоа сум исто така за ова иницијатива која што произлегува низ говорите на моите колеги, дека навистина треба да се уреди оваа област, навистина треба да се донесе закон за уставни суди во кој што ќе биде уредена постапката за избор, во кој што ќе бидат уредени критериумите и на крајот на краиштата ќе се стават рокови, а се со цел да не дојде до застој на работата на Уставниот суд. Например, предлозите да се избираат една година пред истекот на мандатот на судијата кој што треба да замине во пензија, односно да ја напушти својата функција, а овој кандидат би чекал тие 12 месеци додека не се ослободи тоа место и потоа едноставно би бил назначен како уставен судија, со што би имало континуитет во работењето на судовите и не би имало можност, како што сега го прави тоа власта, да се обструира изборот на уставни судии, па ние тука повеќе од една година да разговараме за уставни судии, за кандидати на власта кои што не ги исполнуваат условите. И она што е многу важно, а можеби и најважно, е да се работи за кандидати кои што имаат знаење, култура, морал, елоквенција, значи да не бидат замешани во било какви скандали. Тоа е многу битно. Дали кандидатката која што помина предлог од Социјалдемократскиот сојуз не е замешана во скандали? Замешана е, сите знаеме. Почнувајќи од уредбите
со законска сила кои што се носеа за време на криза, кои што дел од нив падна и на Уставен суд, а дел од нив беа од областа на одгледување на за сечење на диаманти, не знам, за увоз извоз на некои други продукти, артикли кои што немаат врска со кризната состојба од COVID-19, која што е поврзана со скандалите кои што беа за избор за изградба на клинички центар, со кој предлог на закон се правеше обид да се дерогира, да се укине законот за јавни набавки, да се изберат најповолни понудувачи во 4 очи, а се работеше за проект од 500 милиони евра. Понатаму со набавка на респиратори, со набавка на вакцини и со повеќе скандали кои што беше поврзана Татјана Васич и еве таа пројде, но Тодор Витларов, почитуваниот професор, доктор, судија, се извинувам, обвинител, не успеа да помине. На крајот ќе кажам дека ние како собрание, како пратеници, не успеваме да дојдеме до вас, почитувани колеги од мнозинството, не успеваме да ве убедиме дека треба да се оттргнете од нарачките на Зоран Заев, дека не треба да го слушате овој човек кој што направи доволно штета во неговиот катастрофално лош мандат, кој што ќе биде запаметен како најлошиот период на владење на еден премиер со државата. Вие не треба да испорачувате барање на човекот кој што ја опустоши Македонија, кој што се обогати со производство на марихуана и други сделки за кои што никогаш не одговараше до сега, за кои што го гледавме како зема мито пред камери, и сметам дека таков човек не треба да слушате, затоа што тој добро се обезбеди, барем сега за сега, а вие сте мета на јавноста и за неколку месеци ќе треба да излезете сите надвор од овие собраниски клупи, ќе треба да појдете кај вашите сограѓани, да им тропнете на врата, да побарате поддршка, и тогаш нема да имате можност да ја поправите грешката, вашата можност е сега. И кога ќе дојдат изборите, тогаш ќе се криете од вашите сограѓани, тогаш наместо да им тропнете на врата, ќе ги поминувате само вратите кои што не се отвараат додека сте пред нив и ќе доживеете катастрофален пораз на следните предвремени парламентарни избори. Затоа, почитувани колеги, јас ве повикувам сите добро да размислите кога се работи за предлогот на кандидати. Јас искрено верувам дека грешката која што ја направивте со неизгласувањето на Тодор Витларов за кандидат за уставен судија, ќе поправите со почитуваниот Бранко Секуловски од Гостивар, за чија што биографија ви ја објаснив тука, и нема да дозволите да се партизира, да се политизира Уставниот суд на Република Македонија и ќе му овозможите да остане достоен на своето место во Уставот. Благодарам.